Почитувана колешке, два аспекти во вашиот одговор. Најпрвен се осврнавте на работата на Комисијата за финансии, каде што изразивте задоволство каква соработка сме оствариле, меѓутоа не можам да се согласам со тоа. Од 184 предложени амандмани поминаа само 81. Видовме едно страшно саботирање. Додека во буџетот станува збор за финансии и за пари кои што се распределуваат овде во собранието и на комисијето и на работата на комисиите, вредноста се мери во време. Токму затоа и овој часовник овде. Вие успеавте со безбројни процедурални да направите ситуација во кој поминаа само 81 амандман. Еве, за жал имавме амандмани кои што не поминаа. Зошто го зборувам ова? Затоа што за да се повикаме за она што го има направено владата, треба да видиме како се реализирани првите 3 пакети. Претходните 3 пакети влеваат многу малку надеж дека она што ќе биде направено во 4-тиот пакет ќе даде резултати. Само за пример, уредбите за финансиска помош од исплатата за плати за вработување за месеците април и мај беа променети 5 пати. Ако знаеме дека македонското стопанство е составено од микро и мали предпријатија кои што и немаат човечки ресурси да ги следат овие измени, ќе видиме зошто е ниска стапката на реализација. Што се случи со земјоделците со уредбите? Со уредбите со законска сила и беа одложени роковите со кои што можеа да се пријават за грантови и беа одложени роковите за пријавување за субвенции, со што тие претрпеа штети затоа што пријавувањето за субвенции беше поврзано со осигурувањето. Поплавите во Кочанско и направија ненадомеслива штета. Во 4-тиот пакет мерки ги немате оризопроизводителите никаде. Не се споменати. Токму во таа анализата која ја прочитавте вие, ја ставив на пребарувач и ги внесов зборовите ориз, е спомнато само во зборот валоризација и во зборот категоризација. На ниту едно друго место. Целосно ги заборавивте и на крајот излегувате со еден говор кој што е чисто додворување на власта, за жал. Од една страна промовирате буџет со кој наводно се дава, а од друга страна вие ги земате тие истите средства. Ги земавте со акцизата. Една акциза, уште една акциза. Како и давате на граѓаните кога истите пари се собираат назад? Со зголемувањето на цената на струјата. Исто еве колегата Здравковски ги кажа огромниот број на казни со кои што се соочуваат нашите граѓани. Што се случува? Истите пари кои што сега се ветуваат во 4-тиот пакет мерки, на крајот и ги собираме на граѓаните. Да не зборуваме за противуставниот закон за средно и основно образование со кој сите родители има огромни трошоци за да купат компјутери. Ви благодарам.